Да, продолжуваме со претседателот на Единствена Македонија, господинот Јанко Бачев. Господинот Бачев, добро дојдовте во студио 10 на телевизија 24. Вие бевте во Благоевград, бевте дел од овие случувања кои беа таму, имаше динамично имаше и протести, беше доста интересно, но бевте и во една посета на регионот, не бевте само таму. Кажете ми, како поминавте во Благоевград, како вие тоа го доживеавте низ ваши очи? Па, како што кажавте, значи не беше само овој настан измината недела од страна на Единствена Македонија. Ние во средата на 26 октомври, претходно бевме во Соботско, Егејска Македонија. Таму се одржа, исто можам да кажам, еден настан од историско значење за македонците. Се одржа историска богослужба на македонски јазик и во македонски православен храм по повод почита за Света Злата Мегленска. Таа е една така храбра македонка, великомаченичка, која што во 1795 година била обесена од турците во незината борба за македонштината и за верата и подоцна прогласена за светица. И сега интересно е што, значи, како што кажав, во Егејска Македонија, значи јас тој ден бев меѓу македонци од сите делови на Македонија, зборувавме на македонски јазик, се одржа богослужба од отецот Никодим Царкнес на македонски јазик и затоа му даваме една историска димензија на овој настан. Тука да спомнам дека беа поканети официјално од Никодим Царкнес и и председателот на владата и председателот на државата и позицијските и опозицијските партии. Меѓутоа, за жал, во Соботско, Егејска Македонија не дојде никој, имаше само делегација од Единствена Македонија. Сакате да кажете дека тоа е прв пат да се врши богослужба на македонски јазик? Да, таа е црква која што официјално не е призната од грчка страна, нема шанси за сега, значи да се инкорпорира во тој канонски ред како го викаат, меѓутоа што е потрагично не е признат и од македонската православна црква, така што значи немаше представници ниту од МПЦ, ниту од кај председателот, ниту од кај владата, ниту пак кај од опозицијата во Македонија, бидејќи тоа најверојатно во согласно со нивните погледи, бидејќи сите овие фактори јас сега што ги спомнав, сите тие се против Преспанскиот договор, а кога ќе спомнеме Егејска Македонија, Грција, значи тоа алудира поврзаноста со Преспанскиот договор. Значи тоа беше првиот настан во средата, после тоа од Егејска Македонија продолживме за Пиринска Македонија, така значи една обиколка на Македонија. Тоа беше во неделата по повод отварањето на македонскиот клуб Никола Вапцаров, кој што го носи името пославниот македонски поет. Исто така, тука беа поканети сите овие чинители што ги спомнав порано. Тука имаше еден чекор напред, беа представници од кај председателот на државата, беа двете опозицијски партии, делегации имаше од ВМРО ДПМН и од Левица и се разбира ние како Единствена Македонија, бидејќи за нас тоа не е нешто невообичаено или чудно. Ние сме партија која во основа се бори за одбрана и заштита на македонските национални интереси, партија која што нели секогаш е на првата линија во одбрана на тие интереси. Бевме и во Благоевград, исто и на овој настан може да му се даде една историска димензија и тука имаше луѓе од сите делови на Македонија, македонци, значи зборувавме на македонски јазик. Така кратко програмата беше се отвори клубот, после имаше една прошетка низ Благоевград од народот, се посети црквата каде што има спомен плоча за семејството Делчеви и на крајот полицијата не дозволи да се поиде на гробот на споменикот на Гоце Делчев, да се положи цвеќе. И отприлика така, убав беше настанот. Имаше, видовме, нели, таму беше екипата на телевизија 24, видовме дека имаше протести организирани од бугарската ВМРО, таму од Ангел Џамбаски, имаше и други месечни демонстранти. Се почувствувате ли загрозено во некој момент, небезбедно? Таму имаше други македонски политичари? Па вака, како што кажете, да, имаше протести, ама тоа беше една мала група. Значи не беа толку масовни? Не, имаше собран таму 5-60 луѓе кои што за цело време го сакаа да прават пречки со пуштање музика гласно пред самиот клуб таму и затоа клубот да тие говори внатре ги одржавме во просториите на клубот, не се одржаа надвор, така пред поширокиот аудиториум, дека имаше доста луѓе, според мој проценки може имаше некаде од 300-400 луѓе во македонци кои што дојдоа на отварањето на клубот. Правеа така ситни провокации, меѓутоа полицијата коректно, морам да кажам, си ја заврши работата, не дозволи тие провокации да ескалираат, меѓутоа како што таа беше една минорна група која што правеа провокации веќе во познат
стил, тоа се веќе во стилот на здодевни агитатори со тие нивни познати пароли за негирање на македонството, Македонија и македонците, за негирање на нацијата, јазикот, културата, со извикување на кои така погрдни зборови. Меѓутоа тоа не е ништо, не го засени настанот. Јас уште повеќе сум охрабрен што тоа што го видов по прошетката по Благоевград, бидејќи ние од клубот низ центарот на градот се појде до црквата и беше неделен ден, околу сите кафичи и кафани беа полни со народ, и тука јас видов во тие луѓе што седеа, значи во кафичите, во кафаните, во нивните очи се гледаше дека они тоа го поддржуваат, дека се тоа македонци. А сега од разноразни причини зошто не излегуваат на поворката, кога нашиве тука се плашат да излегуваат на протести од да не изгубат работно место или да не изгубат социјална помош или разноразни привилегии. Значи не почувствувавте некој револт од нив, некаков отпор? Тоа беше еден сјај да ги гледате луѓето, тоа беше прекрасно едно чувство да се гледат луѓето кои што со таков сјај не гледаа, се гледаше дека не поддржуваат, немаше ниту едно довикнување. Еве да имаше едно барем, да имаше довикнување од тие луѓе што седеа по кафичите, а како што кажа беа полни, бидејќи беше неделен ден кога поворката одеше низ центарот на Благоевград. Така да во суштина тоа Благоевград тоа е фактички центарот на Пиринска Македонија, Горна Џумаја, тамо значи живеат во најголем дел тоа се македонци како што се и во Пиринска Македонија. Меѓутоа за жал сега во тие политички така релации, околности, знаеме владата склучи еден лош договор со Бугарија, со кој што се откажа од тие луѓе. И затоа јас стално велам дека нас не се криви никој во државата, не се криви ниту албанците, ниту бугарите, ниту странците или било кој, ние сме сами виновни, бидејќи ние не се грижиме за тие македонци таму што се во Егејска Македонија и во Пиринска Македонија, еве ние сами си го склучуваме тој договор со Бугарија, со кој што во членот 11 се кажуваме дека се откажуваме од македонците, а тие пак што беа од другата страна што со Џамбаски што го спомнавте, тука морам да појаснам луѓето да им биде така појасна ситуацијата. Ние немаме со бугарите проблем во сегашниот миг во овие односи. Значи класичните бугари, стара Бугарија кај што живеат овие луѓе, тие ако разговарате со нив, тие се горди на своето татарско-монголско потекло. Тие тоа не го негираат. Значи ние имаме проблем со нашите македонци. Тоа се македонски јаничари кои што од разноразни причини не издржале во историјата и сега ни прават проблеми. Па еве видете вие наназад овие личностите од што ги водат клучните функции во државата. Ако ги земете наназад сега Радев, пред него Парванов, Плевнелиев, Станишев, сите тие значи луѓе што ги вршеле највисоките функции, па после тоа еден куп министри, раководители на судството, во обвинителството, се тоа луѓе, ако ги видите биографиите по потекло од Егејска Македонија, еден дел од Дресенско, Охридско, значи се тоа македонци. Меѓутоа нивните предци се иселиле од разноразни причини, не останале да се борат за слободата на Македонија, избегале во Бугарија и фактички тие нас денеска не ги прават проблемите, македонците не ги прават проблемите во Бугарија. После за време на настанот веднаш вечерта излезе една информација објавена од колегите од 360 дека ова здружение е всушност веќе во ликвидација, дека е на некој начин забрането од судот, иако и тие самите тоа не го знаеле. Значи, но малку е веројатно дека и ова здружение кое е после толку напори се отвори на некој начин, дека ќе опстане. Значи и ова најверојатно ќе биде затворено. Така, и за мене беше тоа изненадување. Јас синок имав некои неформални разговори со луѓе од Пиринска Македонија и они го кажаа тоа дека циркулира некој документ од тамошниот централен регистар, дека тоа здружение е во ликвидација. Меѓутоа, што и да се прави, власта може да ги презема сите тие репресивни мерки, да не го дозволуваат отварањето на македонските организации, без разлика што знаеме тоа што познат факт дека веќе колку тамо викаат 16 пресуди имало во Страсбург во корис на македонските организации и здруженија, колку да сака тоа власта веќе да го прикрива, еве од неделата таа порака беше упатена, тоа ќе го види цела Европа, имаше тамо бројни медиумски екипи од Македонија, од Бугарија, од Балканот, сите тоа ќе се пренесе во Европа. Значи таа македонска вистина продира. Ние да кажеме без разлика што како македонци, нели, не само во Бугарија, сега тука сме исправени пред еден голем предизвик, бидејќи гледате во татковината, во Република Македонија, тука нас не бришат како македонци, има обиди за јазик, историја, култура, името веќе го сменија. Така што малку беше непријатно кога тие луѓе таму очекуваат подршка од матицата, од матичната македонска држава, а фактички ние сме сега на иста положба тука фактички како граѓани сме од втор ред во сопствената држава. Меѓутоа, без разлика што се преземаат сите тие мерки на асимилација и во Егејска Македонија и во Пиринска Македонија, меѓутоа, минатата недела во мојата обиколка низ цела Македонија, како што спомнав, нели, бе во Егејска, во
Пиринска Македонија, колку они веќе тоа да го прават, работите во светот се менуваат. Тие зедови на поделби се рушат. Еве ние, зашто кажувам, ова се историски моменти. Значи, бев во црква македонска, на македонски јазик, богослужба, се собравме сите македонци во Благоевград, исто македонци од сите делови на Македонија, тоа едноставно не може да се спречи. Значи, не може да се оди против природата. Добро, интересно е дека вие познате се вашите ставови, не се ниту нови, ниту ги афирмирате цело време и ги кажувате јавно, но немавте проблем да патувате Грција, Бугарија, не ви направија проблем. Во Грција немав проблем, во Бугарија имав проблем, ме држаа саат и пол на границата. Па и затоа јас малку и закаснав на соберот кога во Благоевград. Значи, некаде за саат и пол време, од кои причини се познато е тоа, беше привремено како затворен, де факто затворен граничниот премин, не се пушта да се влезе во Бугарија, така што после дали дополнителното од повисоките инстанции стигна некој наредба, значи пуштија да се оди во Благоевград. Имаше ситни провокации, меѓутоа на крајот генерално земено се добро се заврши. Мојот печаток е одличен и од Соботско-Егејска Македонија, и од Благоевград, Пиринска Македонија. Значи, процесот тргна. Сега ние, дали ова генерација македонци ќе го доживееме, ќе го дочекаме тоа, дали нашите подонци, меѓутоа процесот се тргнати и тоа веќе никој не може да го спречи. Значи, никој не може да негира цел еден народ во 21 век. Сега јас сум свесен дека ќе има тешкоти може и во наредните децении, бидејќи овие луѓе што ги спомнав претходно, бугарски раководители од Радев, Прванов, Плевнелиев, Станишев, се тоа луѓе кои што магистрирале, докторирале на темите Македонија. Тоа се отруени во Бугарија со таа пропаганда дека нема македонци и тука можам да кажам дека Бугарија испушти прекрасна шанса да изградиме на вистински пријателски односи. Сега тоа тие го прават обратното, бидејќи тие се задоени со таа пропаганда, така се учени во нивниот школски систем до 90-та година, они беа учени дека ние тука во овој дел на Македонија нас Тито не има поробено, дека не држи на сила, дека не сме поробени како македонци, дека се чувствуваме како бугари и намелно ни е нанесена таа окупација од Србија, од Тито. Значи беа лажно они труени со таа пропаганда и они 90-та година кога се растури Југославија, они очекуваа дека еве сега се ослободивме од Тито, се ослободивме од Србија, се ослободивме од Југославија и ќе нагрнеме према Бугарија, према нашите браќа дека сме исти, дека сме бугари. Значи они беа така воспитувани. Меѓутоа кога видоа дека не е така, еве гледате сега ги фаќа нервоза. Преземаа значи такви чекори и значи тие процеси се решуваат кога ќе дојдат еве твојата генерација помлади некои една смена на генерациите кои дојдат помлади од Бугарија кои што не се оптеретени со тие предразуди. Еве јас пред 10 дена имав едно интервју тука во Скопје, дојдоа едни млади новинари, правеле некој проект за Европската унија. И ние ги имаме нели тука тие проекти така што ги прават тие невладини организации. Беа така околу 25-6 години новинарите, помладите, значи они воопшто не се оптеретени со овие историски теми. Нив воопшто не ги интересира кога седевме тука во Скопје на интервјуто, воопшто не ги интересира кој како се чувствува. Значи ќе треба уште да помине време да се смени таа генерација, тие стари кадри кои што како што кажав, целиот живот ја граделе својата кариера на негирање на Македонија, на македонците, таа смена на генерации, значи ќе си дојдат работите во права насока и за македонците. Да, добро, имаме уште 1-2 минути пред крајот. Вие на годишнината на Преспанскиот договор напишавте една книга, бевте и во Грција, ги видовте таму и македонците. Кажете ми, вие сега со таа книга велите дека Преспанскиот договор сепак според вас може да се ревидира? Така, значи лошата работа со Преспанскиот договор е што се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, меѓутоа добрата работа е што тој договор е ништовен. Според основниот документ на меѓународното договорно право, тоа е Конвенцијата за договорно право. Значи јас, како што кажавте, на годишнината на 4 годишнината од Преспанскиот договор, на 17 јуни ја промовирав мојата нова книга насловена како Меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција. Тука обработувам 3 меѓународно правни основи според кои може да се поништи овој договор и ја опишувам постапката како да се стори тоа. Меѓутоа, тука има едно големо ама, за да се случи ова, треба да дојде власт во државата со определба да го поништи тој договор, бидејќи ние сега гледаме дека за власта веќе ова е завршена работа. Кажуваат дека Преспанскиот договор немаат намера да чепкаат во него, меѓутоа тој договор е ништовен, само доколку македонскиот народ сака да договор да се поништи, значи на било кои избори кога да се случат, нека ја даде довербата на да кажеме на субјекти кои што се спремни да го поништат договор, а јас лично можам да кажам за мене и за единствена Македонија, јас знам, смеам и умеам и знам како да го поништам овој договор. Еве да ви поклонам еден примерок
од книгата. Таа иначе напишана е тријазично, на македонски, на руски и на англиски јазик, со цел договорот, поништувањето и постапката да допрат до средини и надвор од Македонија. Да, добро, ви благодарам на оваа книга и ви благодарам на ова гостување, господине Бачев. Благодарам на вас. Ова беше Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија, и со ова гостување го завршуваме и ова Студио 10. Ви благодарам, почитувани, на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.